Неколку оперски дела беа вовет на годишните награди за човекови права Магнитски во Лондон. Борбата на Тоска од почини да го спаси својот љубовник од тортура и тиранија ја постави сцената за емотивна вечер во чест на љубовта, загубата и упорноста. Вдовицата на рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални, Јулија Навалнаја, беше наградена за храброст за незината работа, незината пожртвуваност и незиното семејство издржливост во текот на многу години. Алексеј Навални почина во казнена колонија на Арктикот во февруари. Неговото семејство и колегите веруваат дека тој бил отруен. Тој наводно требаше да биде дел од летната размена на затвореници со која меѓу другите беше ослободен рускиот опозицијски активист Владимир Карамурза. Карамурза ја додели наградата на Навалнаја. Сергеј Магнитски беше руски адвокат и даночен советник кој ја разоткри корупцијата на руски владени представници, додека го застапуваше Hermitage Capital Management, инвестицијски фонд основан од Вилијам Браудер. Магнитски беше уапсен во 2008 година. Тој беше малтретиран и подложен на несоодветен медицински третман во затворот, каде што почина речиси 1 година подоцна. Емоциите се секогаш високи кога се работи за убиство, тортура, злоупотреба. Овде се работи за навистина многу сериозни, многу тажни прашања, но ослободувањето на Владимир Карамурза е една од ретките светли точки во светот на болката. Знаејќи дека властите во Русија никогаш нема да ја откријат вистината за тоа што се случи со Магнитски во затвор или да ги казнат сторителите, Браудер лобираше во Вашингтон за одговор. Резултатот беше законот Магнитски, усвоен од Конгресот на САД во 2012 година, кој обезбеди основа за замрзнување на имотот и забрана за патувања на оние кои се сметаат за одговорни за смртта на Магнитски. Законот од тогаш стана глобален и е основа за санкционирање на прекршителите на човекови права ширум светот, а наградите за човекови права Магнитски се за оние што ќе се спротивстават на нив. Ги собираме хероите од целиот свет. Тие стануваат заедница меѓу себе, споделуваат технологии, поддршка. И така тоа стана, како што се надевам, Нобеловата награда за човекови права. Меѓу оние кои присуствуваа на церемонијата на додалување на наградите во ноември беше и Марина Литвиненко, чиј сопруг Александар, поранешен офицер на Руската служба за безбедност, стана истакнат критичар на Путин и почина во Лондон во 2006 година, откако очигледно беше отруен со радиоактивен полониум. From one side, I'm really disappointed. Death of my husband. Од една страна, навистина сум разочарана што смртта на мојот сопруг не ги освести луѓето колку овој режим е опасен. Од друга страна, се повеќе луѓе сваќаат кој е Путин и што неговиот режим може да им направи на други земји, на други поединци. Судбината на руските дисиденти беше во мислите на многу присутни. Оваа работа не е ни приближно завршена. Имав среќа што го добив назад мојот сопруг. Но многу луѓе не се. Една од наградените вечерва, Јулија Навалнаја, го загуби сопругот кој беше убиен во руски затвор. А денес зад решетки во нашата земја има стотици и стотици политички затвореници и им треба нашата поддршка и солидарност. По ова, руските опозицијски лидери излегоа на антивоен марш во Берлин.